Во пресрет на локалните избори, партиите од владината коалиција во финална подготовка за стратегијата, но и за конечната листа со која ќе настапат во трката за градоначалници и советници. Движењето Знам за наша Македонија, кои се дел од владината коалиција, потврдија дека ќе има соработка со ВМРО-ДПМН. Оттаму вела дека изборот на кандидатите со кои ќе настапат на претстојните избори бил при крај, дел од нив самостојно, а дел во координација со партијата на Мицкоски. Сметам дека веќе до средината на месецот јули ќе се знае епилогот од тие преговори. Разговараме за поголем број на општини кои што не се сконцентрирани во една изборна единица или во еден регион, туку пошироко низ државата, и штом ќе заврши тој разговор, што би значило тоа, би ги обелодениле резултатите. Во општините каде Знам ќе има своји кандидати за градоначалници, ВМРО-ДПМН ќе преземаат обврска да го поддржат нивниот кандидат уште во првиот круг, но и обратно. Според Димитриевски, неговата партија би го поддржала кандидатот на ВМРО-ДПМН за градоначалник на Скопје, а тоа зависи од името и политичкиот договор на партијата. Да, граѓаните, колку и да се политички определени, сепак кога се работи, а јас тоа многу добро го знам, за градоначалник секогаш се одлучуваат према личноста многу повеќе отколку кон политичкиот субјект кој што го предлага. Но во секој случај сепак политичката поддршка многу значи во самата кампања. Максим Димитриевски ќе се бори за трет мандат во Куманово, а неговата партија ќе трча и за најмалку една скопска општина, потврдија претходно од Централниот одбор на партијата. Димитриевски е фиксен, но во останатите општини низ државата се уште не е пресечено кои ќе им бидат фаворити за локалните избори. Кандидатот за градоначалник на главниот град пак ВМРО-ДПМН ќе го открие во првата половина на јули. Така најави партискиот председател Христијан Мицкоски уште пред 10 дена, кога и тој ја потврди соработката со движењето Знам на Димитриевски.